Почитувани гледачи, добар ден. Ова издание на емисијата Светот на тишината го посветуваме во прилог на откорнување на едно општествено зло за кое времето на кое му припаѓаме бара од нас личен и колективен придонес. Дискриминацијата ги погодува особено лицата со инвалидност и ја има речиси во сите сфери на нивното живење. Ете, гледаш, не е тешко. Се раѓаме сите на оваа земја планета со права и со слобода и со дигнитет. Тоа го кажа, впрочем, и Универзалната декларација човека и права 48 која е донесена, значи само во една реченица е кажано: сите ние сме еднакви и пред законите, кои што рековте, и пред Господ и така. И во тој контекст и мора да се однесуваме така. Во оваа цела ситуација, значи донесен е на Законот за спречување и заштита од дискриминација април месец 2010 година, на база на донесениот закон. Значи, формирана е комисијата која што треба да го имплементира, меѓутоа евидентно е дека ние како комисија она што можеме сега примерно го работиме на представките, потоа работиме на анимирање на граѓанството воопшто во целата Република Македонија, затоа знаеме дека доста ни е блиска работата и соработката со народниот правобранител, меѓутоа он ги застапува само јавните институции, ние и јавните и приватните. Значи, би рекле централен авторитет сме за спречување од дискриминација. Меѓутоа, вториот мандат не по, да речеме, по тежина, туку навистина е анимирање на јавноста на сите граѓани во Република Македонија, дека постои закон, постојат комисија, постојат тела кои што треба да постапуваат. Онаму каде што група на граѓани или граѓани ќе почувствува дека е ставен во неповолна положба, односно не ги остварува сите прави обврски спрема устав, спрема закони и така натаму. Така да во тој контекст ние онаму каде што во соработка со ОПС и останатите мисии, во соработка со наши истакнати организации кои што ги покриваат особено правата на лицата со инвалидност, кои што се Полио плюс, еве и МЦМС во одреден контекст, соработуваме и тоа навистина сите организации на инвалидни лица, дали се тоа слепи, глуви, со физички хендикеп, со, да речеме, со ментален хендикеп и така натаму, не побарали, немаме информација дали навистина им е презентиран законот. Каде они евентуално би се нашле, што би можеле да очекуваат, како би го ствариле правото. Значи има една серија на прашања што треба да ги одговориме, за да можат да видат дека сето тоа е многу едноставно, само треба да се побара соодветна помош. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder betyder mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group.
But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Проектот од норма до пракса, кој што го нарековме, траже време трајање од 1 година, 12 месеци, со поддршка од страна на Европската Унија преку програмата Нивна Прогрес, која што трае од 2007-2013. Целта на самата нивна програма е подигнување на јавната свест за концептот на недискриминација и еднаквоста. Со поддршка од Министерството за труд и социјална политика, Комисијата за заштита од дискриминација и Македонскиот центар за меѓународна соработка аплициравме на повикот кој што беше објавен од страна на Европската Унија и добивме поддршка за спроведување токму на проектот од норма до пракса. Целта ни беше веќе воспоставената норма, која што постои во нашето македонско законодавство од областа на за заштита од дискриминација, да стани поблиску до јавноста од сите ранливи категории. Врз основа на поставените постулати кои што ги имавме, од една страна подигнување на јавната свест за самиот концепт на недискриминација и еднаквост, од друга страна да унапредиме постоечката законска регулатива и трето, да и дадеме поголема видливост на Комисијата за заштита од дискриминација и останатите национални механизми за заштита од дискриминација, тука и омбудсманот, за да луѓето препознаат дека постојат механизми каде што можат да се обратат, а се со цел да бидат заштитени од дискриминацијата. Често пати споредуваме, нели имаме и семено насилство, феномен кој што секаде го има светот, така и дискриминацијата е присутна. Ние имаме амбиција да искорениме, меѓутоа си свесни сме дека нема да можеме, меѓутоа сепак кога постојат закони, кога имаме систем за постапување, граѓаните треба тоа да го искористат и да знаат како да побараат помош и да бидат заштитени во таа. А на крајот е кришето преку постапувањето да креираме на јавна свест и мислење дека веќе никому не може да му каже, да му запрети, да му влезе во неговиот простор, да речеме, и да го едноставно да му го доведе во положба на јас сум супериорниот, ти си инфериорниот и не можеш или можеш. Често пати милувавме да кажеме, нели, такво нешто можеш дома, нели, да правиш, и сега веќе не можете ни дома. Конвенција за права на деца, Конвенција за заштита на жената од секој вид на насилство, Конвенција за возрасти, веројатно ќе има и за мажи. Значи веќе не можете да речете ни дома. Никој никому не може да му навлезе во просторот и да му го нарушува неговиот интегритет. И затоа мито за такво нешто треба да створиме на клима каде што сите ни од најмали нозе, што се вика од градинките, од дома првено, од градинките, од училиштата, ќе јакнеме и ќе знаеме, ќе јакнеме тие генерации да знаат да си ги побараат своите права. Ако не за да ги побараат, тогаш веќе малце не е многу поотежната целата оваа заедничка мисија. Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. Партнерите кои што беа во овој проект, односно Министерството за труд и социјална политика, самата комисија, МЦМС, Македонскиот центар за меѓународна соработка и Полио Плюс, како носечки партнер во проектот, бевме заедно членови во една работна група за оценување на спроведување на регулативата, односно на самиот закон, каде што утврдивме 3 точки на кои што треба да им се посвети најпрво внимание на нив, меѓу кои да формираме секретаријат на комисијата, за да може самата комисија да се занимава со своите работи на постручен начин и да го има потребната поддршка во рамки на самата комисија, за техничките работи да може да се завршуваат на регуларен начин. Понатаму имаме да мислам тоа секако е документ на Министерството за труд и социјална политика, но во тој документ јасно е наведено дека преносот на товар на докажување во постапките за утврдување на дискриминација кој што се пред суд, пред основен суд, апелација или пред Врховен суд во РМ, треба да биде на
потенцијалниот дискриминатор, а не на самата жртва на дискриминација. Затоа што знаете, многу е тешко кога сте жртва на дискриминација да ги донесете сите докази, да бидете посредна сите докази кои што докажуваат вашето тврдење. Така да товарот тука мора да премине на страна на потенцијалниот дискриминатор се уште, нели? Комисијата за сега со овој закон со постоечкото законско решение не е обврзана да го примени овој товар на докажување, односно преносот на товарот на докажување, но во оценката тоа е јасно наведено и е дадено како законодавна препорака кон наредното пристапување за изменување, нели, подобрување на законот, да се случи во оваа насока. И третата точка на која што работевме е да се подобри законската улога на комисијата, односно да се подобри отчетноста на комисијата во рамки на владата, а со тоа и во рамки на јавноста. Се извинам, во рамки на собранието, нели, затоа што собранието ја бира таа комисија, да биде поочетна за својата работа пред собранието, а преку тоа да биде поочетна за својата работа и пред граѓаните на Република Македонија, чии што пак интереси и човекови права, односно права на недискриминација еднаквост ги штити. Развивме серија на активности кои што беа насочени кон подигнување на капацитетот на самите национални механизми, на Министерството, на Комисијата за заштита од дискриминација, на омбудсманот, на локалните комисии за еднакви можности на локално ниво, како и на парламентарните групи, вклучувајќи интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со хендикеп. Од една страна, второ, кој што активности ни беа насочени беа кон креирање на различни алатки, видеоматеријали, печатени материјали, кои што ќе беа, значи, дистрибуирани до медиумите од една страна, за да ги промовираат тие спотови каде што се гледа кој е акцентот или која е улогата на комисијата, како да го остварат своето право, да бидат запознаени со основните човекови права, од една страна, од друга страна, различни материјали кои што зборуваат што значи Законот за заштита од дискриминација, што е дискриминација, што е работата и улогата на Комисијата за заштита од дискриминација и воедно во рамките на тој целокупен материјал или алатки кои што ги креиравме за подигнување на јавната свест, имавме активности кои што исклучиво беа насочени пак од друга страна кон медиумите, каде што акцент ставивме на фоторепортерите, како ни својот објектив да ја препозна дискриминацијата која што во основа секојдневно ни се случува. Работевме и на добар дел од Законот за вработување на инвалидни лица, на постоечкиот закон. Како што знаете, од аспект на дискриминација, во тој закон постојат доста одредби кои што се небулозни и чудни, а да не збориме дека дел од нив се и очигледно дискриминаторски одредби. Така да, преку нашите активности во изминатиот период, ние исто така успеавме да се доведеме во ситуација кога да сме дел од работна група за носење на нов Закон за вработување на инвалидни лица. Дали во новиот закон ќе влезе и професионална рехабилитација, ќе видиме, секако нели, тоа е процес кој што тече, но ние како Полио Плюс и јас како член на работната група ќе се залага директно за тоа да биде случај. Поентата околу подобрувањето на Законот за вработување на инвалидни лица, исто така и од аспект на уведување на квотен систем. Како што знаете, квотниот систем за вработување на инвалидни лица во регионот е доста застапен, да, и не само тоа, туку е и тенденција на земјите во регионот кои што го немаат прифатено овој систем да го прифатат за да биде одскочна даска за подигнување, првенствено за подигнување на свеста на сите можни работодавачи, но и на општеството за лицата со хендикеп, дека се потполно еднакви како сите други и дека може да ги вршат еднакво добро работите за кои што се стручни да ги вршат, нели? Во тој контекст, кај нас до сега, односно се уште не е донесен новиот закон, нели? Постои таа форма на заштитно вработување во заштитните друштва. Таа форма ние сакаме да ја надополниме преку квотниот систем со поддржано вработување од страна на државата, нели, согласно бенефициите кои што се нудат за вработување во заштитните друштва. Квотниот систем да се однесува и на државната и на јавната администрација, но и на приватниот сектор.
што сметаме дека е основната појдовна точка за целосно отварање на вратите на отворениот пазар на труд. Затоа што доколку приватниот сектор успее да препознае квалитет во лицата со хендикеп, во било кое лице со хендикеп поединечно зборувам, тоа лице без никаков проблем ќе се оди понатаму без разлика на секој, ќе напредува во својата кариера, сакав да кажам, без разлика на стереотипизацијата која што постои кај одредени работодавачи, за кои што сме свесни. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. Бројот на представките, во овој контекст мора да напоменеме дека до сега имаме од 240-50 колку се, само во 14 констатирано дека има дискриминација. И нас не бунеше од преми бројката дека тоа може би многу малце, и тоа е, ако споредиме Шведска, имаме информација дека тоа е многу поголема земја од нас, иако има околу 2500 представки во годината, исто така околу 250, значи 10% решаваат, затоа што дискриминацијата е многу специфична повреда на човекови права. Едно е повреда на право од работен однос, едно е повреда на право на, да речеме, на детско право, на возрастен и така натаму. Дискриминација предпочита 3 елементи. Секоја прилика ја користим да ја кажеме, значи морате да имате пресе основа во законот, ке нас е 19 и листата не ни е затворена. Мора да имаме неповолен третман или нееднаков третман и мора да имаме компаративност, споредливост. Јас, за разлика од вас, остварувам некое право или па не го остварувам, а сме исто аплицирале за таа работа или за таа место или така натаму. Она што е многу важно, мора да кажеме дека поднос на основите во законот, највише до сега, што не мора да биде генерална оценка, меѓутоа, од овој ваков пристигнат број на представки, највише имаме пособ на етичка припадност и пособ на политичка припадност. Често ние викаме кај лицата со хендикеп, ако не го остварат некое право, тоа води кон остварување, неостварување на останатите права. Значи, ние не може да зборуваме за инклузија на пазарот на трудот, ако најпрви не зборуваме за подигнување на јавната свест кај биолошкото семејство, од една страна, од друга страна за пристапноста и достапноста на објектите, информациите, услугите, за постоењето на дополнителни или развивање на нови профили на сервиси за поддршка, кои што ќе им овозможат на граѓаните со хендикеп да имаат поинклузивно и образование, а со тоа да имаат на крај инклузивно вработување. Како дел од нашите идни активности во согласно новиот закон за вработување на инвалидни лица, планираме да соработуваме и со работодавачите на кои што ќе им дадеме еден вид на едукација и можност за ползување на бенефициите за вработување на инвалидни лица, како што вика законот. Од една страна, а од друга страна да се свесни дека имаат големи финансиски бенефиции за да ги вработат лицата со хендикеп и истите да можат да си докажат својата активна улога и квалитетна улога која што имаат во општеството. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere.
Не без причина, нашата амбиција води натака дека рековме имаме мал буџет и тоа не ни дозволува да многу најнаш почнеме, меѓутоа рековме со поддршка затоа што сме отворени за одредени донации и така натаму, донации во оваа смисла на зборот, да ангажираме стручни лица. Ние сакаме сега да оваа година со ОПСЕ направиме истражување во делот на нашата донесена веќе позитивна правна, да речеме, регулатива, затоа што се носат законите. Видите, имале позитивна намера, сам законодавците сега. Видите, осмислиле прекрасна работа со закажување, закон за здравство и така. Меѓутоа, таа мала поединост на вистина става во неповолна положба една цела група на граѓани. И еден да е, а камоли што се поголема бројка. Понекогаш имаш чувство дека ти е направена голема неправда. Се чувствуваш излажан, измамен, изигран. Сакаш некому да се пожалиш, да побараш правда. Но се сомневаш. Мислиш, таков е светот, Божја волја или твоја карма. Ти се чини, а и така нема кој да те чуе. Глас во пустина, глуво доба. Но не е така. Ако си навреден, без да дадеш повод, исклучен без причина, нееднакво третиран и без еднаков пристап, тоа е дискриминација. Јасна е пораката дека од старт ради физичките можеби недостатоци или изгледот или непознавањето на нештото, лицата со хендикеп се соочуваат од старт со бариери. Дека да, тоа е лице со хендикеп кој што не може да работи таа и таа работа. Ја велам, секој едно лице со хендикеп, ако му дадете соодветно образование, соодветна поддршка, може да работи се она што можат и другите луѓе да работат, согласно неговите квалификации, желби, инспирации или интелект кој што го развива. Меѓутоа, како викаат старите, што ќе посеете, тоа ќе жнеете.